гръцкия и турския язик, а бил и особено заинтересиран за Божиите истини. Трайко Ковачев се отнесил равнодушно към Библията, а Манизък с особен интерес почнал да я чита. Библейските истини се впиле во неговата душа како вода во сувата земја. Секоја недела попладне Манизък ги собирал своите пријатели во блиската шума, селото и таму ја проучувале Библијата. Еден ден пред вечер, враќајќи се од работа на улицата, забележал еден непознат човек, јаванджијец. Тој човек рекол дека дошол во селото за да продава евангелска литература и дека поради тоа бил анатемисан од свештеникот. Па никој не сака да го прими куќа. Бидејќи било опасно да се патува ноќе, решил да предноќи под стрејата на една куќа. Манизък го поканал кај себе и го прими. Противењето на жената. Овој човек се викал Димитар Караделев од Кукушко, книжар кој ги обиколувал населните во Македонија, ширејќи го евангелието со литература и своето живо сведоштво за верата. Вечерта со Манизък имале многу добар духовен разговор. Следниот ден кога си одел, на Манизък му оставил Библија и уште 2 книги, вистински поклонници и прости мисли за молитва. Овие книги заедно со Библијата и познанството со тој човек послужиле како стимул за да се набават повеќе Библии во селото. Од тогаш Манизък почнал јавно да зборува за Божите истини пред луѓето и пред свештениците. 2 години подоцна, на 15 мај, Спасов ден, бил празникот на селото. На прославата дошол и православниот владика, по богослужбата наредил да се соберат сите Библии од селото, а секој кој нема да ја донесе својата Библија ќе биде анатемисан. Рекол дека секој кој ќе ја донесе својата Библија ќе му биде заменета со Библија на грчки јазик. Дел од луѓето се исплашили и ги предали своите Библии, но владиката не го исполнил своето ветување. Манизък заедно со уште тројца други се спротивоставиле и не ги пратили Библиите. Следниот ден тој отишол кај слугачот владика и му се пожалил за таа случка, но не нашол да разбирање. Тој отворено му кажал на владиката дека тој го проповеда евангелието на македонски, бидејќи само мал број луѓе од селото разбират грчки, а на тој јазик се проповеда. Потоа отишол и кај турскиот темакар во Струмица и му рекол дека тој не е ниту бугарин, ниту пак грк, туку е македонец и ќе проповеда на македонски. Манизък ставил во контакт со евангелистот од Струмица и го воспитувал и така на 19 мај 1890 година во неговата куќа била одржана првата богослужба на која биле присутни околу 20 луѓе. На оваа богослужба проповедал пастир Гоце Кимов од Евангелската црква во Струмица. Што почнали да се одржуваат редовни богослужби во куќите на браќата Ане и Интегисиви, почнале и прогоните на евангелистите. Пред поманите кои сега цела нива со млади дрвца на Винтизер. Наскоро стоката на евангелистите била отворена од селската стока и не е било дозволено да ја напасуваат на заедничките пасишта. Биле анатемисувани и им се правиле различни пакости. Една грчка чеќа испратила писмо до учителката во селото, до Манизък и до другите евангелисти, дека ако не престанат да го проповедат евангелието на македонски јазик, во рок од 15 дена, куќите на сите ќе станат прави пепел. Но не поминале ни 15 дена, а целата таа река била уништена во една засада од страна на Богачета. Евангелистите не се уплашиле од заканата, туку постеле и се молиле за спас, честија пееле песната Даниел, заробен поетичи. Нешто подоцна, гркуваните лажно му биле Манизък дека се опадува со четата на Христо Чернопеев и без да биде сослушан, го затвориле во затвор едни друго соло. На денот на судењето лажните сведоци не се појавили, велики дека се волни и можат да дојдат да сведочат. Манизък бил ослободен од вината и по известно време бе изпуштен од затвор. Откога Манизък е натпред од православната црква, на негово место Црцал дошол Дедо Милчо
115 години. Църквата е имала организирано отделно училище и после училище за основно образование, което почна да работи от 1905 година. Първите учителки били Анета Димова, Съпадинка и други. От 1914 година престанали правомолите. Евангелистите имали 30 семейства и 10 членове. Случата на църквата бил Мами Изер. По него работа е превзел Антон Изер, синът на Мити Изер, koji zajedno sa svojите bliski i režijski sraботници како Коле Антонов, Тимир Цеков, Тушо Царчев, Коста, кој по-късно им се придружил, потоа Коста Изер, кој известно време работил и како помощник во земјоделско-институционалното училище, Јован Томчев, исто така бил соработник и много други евангелисти. Първата светска война и донесе своите проблеми во црквата. Дел од мажите беа земени како војници, некои година, некои беа заробени во војната и во поделбата на Македонија три дела беа прекратени врските и контактите со мисијата во Солун и со другите македонски цркви, како во Егејска, така и во Пиринска дел на Македонија. Со формирањето на кралска Југославија, Вардарска Македонија беше сметена за српска територија. Српските власти и ја забравија работата на евангелските христијански цркви во Македонија. Поради тој проблем, евангелската црква од Вардарска Македонија беше припоена кон епископалната методистичка црква во Војводина, односно Југославија, во месец мај 1922 година во Нови Вардарс. Беше извршено официјалното предавање на црквата и евангелските христијански цркви во Вардарска Македонија беа регистрирани за јужен дистрикт на епископалната методистичка црква во Југославија. Кога верните понешно биле малтретирани и нападени, тие ја пееле песната Данил заробен клечи и се моли. И тука повод сакам и ова утро, после ова реферат, и да испее таа песна. Песна број 227. Данил заробен клечи. Но молба пара Бога сам, тука се сетима на синова, започен далеко од таму. Своите прозорци по Јерусалим ги отвараше кога се заробен, доаѓањето на Христа во слава го чекаше секој. Ќе спеме првата строфа и втората и последната трета строфа. Песна број 227.
srce, da mu podese svime. My imamo veoma prekrasnu i snažnu reč koju nam je Gospod poklonio za ovaj dan, za ovu svečanost 100-godišnjice postojanja crkve u Koležinu i mi može reći jako zvaničnog rada svečanstva i evanđelja među ovim narodom ovdje i konačno ovim krajevima. Mi smo čuli kako je velika sila reči Božje od onih ljudi koji tu reč prihvate i koji dopuste da ona padne kao seme u njihova srca. Kao što je Gospod rekao, ona ne može da ostane prazna i sama, to seme istina umire, ali i klija i donosi mnogo roda. Hvala Bogu za to sve što je učinio u svojim slugama, našim precima. Hvala Bogu, rekli bismo za taj veliki oblak svedoka koji su išli pred nama u sili milosti Božje, koji su doživljavali Boga, njegovu milost, njegovo oproštenje u svojim vlastitim srcima i zato su imali i pravo i hrabrost, ali i zadatak da tu istinu govore i dalje. I mi danas stojimo, mili Gospodu, pred velikim pitanjem šta bismo mogli i trebali da učinimo za dobro našeg naroda, za dobro naših bližnjih, u okviru naših porodica, pa čak i u našoj vlastitoj crkvi. U našoj sredini gdje se krećemo vidimo tako mnoge nedostatke. Ljudi su kao na suhoj, praznoj, besplodnoj zemlji, njihova duša i fizički i psihički kao da uzdišu za životom, za novim izvorom snage, a čovjek se pita gdje da ga nađe. I upravo tu, u tim potrebama i nevoljama ljudi, leži i danas svrha i zadatak Hristove crkve, mogućnost svetoga Isusa Hrista da kroz to isto evanđelje, javljajući tog istog spasitelja, postižemo iste rezultate. A to su rezultati promjena čovjeka. Postavlja se pitanje, naravno i na osnovu pročitanog teksta, iz kojega bih ga želeo da pročitam samo 2-3 stiha, gdje se kaže, a kad ga videše, pokloniše mu se, a jedni su i posumnjali. I pristupivši Isus reče im govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ograničavam ovo svjedočanstvo da nas prepogne na deo teksta i teme koji imamo za danas. I želio bih da kažem da se zapravo radi o svjedočanstvu. To je taj centralni zadatak Hristovih svjedoka, Hristovih svetbenika. To je bilo u početku tako. Sam Gospod je rekao, im bićete moji svjedoci. Oni su imali jednostavno zadatak da ono što su vidjeli i doživjeli, ono čime su se napunila njihova srca, da to govore dalje. I čitajući posebno dela apostolska, ne vidimo da je njihovo srce htjelo da pukne. I kad su bili progonjeni i zlostavljani, oni su rekli, mi ne možemo, a da ne govorimo ono što je Bog nama učinio. Blago crkvi, blago propovedniku koji ima takve saradnike koji ne mogu da izdrže, a da ne govore ono što su doživjeli. Tu se dešava ono što su sluge Božje i u Starom Zavetu mnogo puta doživjeli, kada su rekli, jer tvoja reč je kao živi oganj u mojim kostima i ja nisam mogao zadržati. Ti si bio jači nego ja i ti si pobedio. Hvala Bogu, tu gdje Bog pobeđuje u našem životu, nad nama, nad našim ja, nad našim pogledima, nad našim sumnjama i strahom, kao što je pobedio
čitamo u ovom tekstu. Kakvi su zapravo bili ti Hristovi učenici? Jeste li primetili? O njima se kaže, pa neki su mu se klanjali, a neki su i posumnjali u njega. I stavili učenicima Hristovima posla. I takve ljude odabira da budu njegovi svedoci. Na takve računa da gradi svoje carstvo i da proširi svoju vest, radosnu vest Evanđelja među sve narode, s takvim ljudima. Ne vidimo li tu bili u Gospodu jednu veliku sličnost između nas i između tih Hristovih učenika? Neki su i posumnjali. Zar mi nismo često puta slobodni da sumnjamo? Zar mi ne kažemo da Gospod je bio s našim očevima pre 100 godina i ranije, možda i nešto kasnije, ali danas? Danas su druga vremena i mi sumnjamo. Mi kažemo da nas su ljudi obrazovani i da nas ljudi više znaju, pa naš životni standard i celokupna situacija je drugačija i ljudi više nisu tako otvoreni za Boga, više ne traže duhovne vrednosti, ispunjeni su, zadovoljni su s materijalnim stvarima. Zar je tako? Zar je umestan naš strah i naše sumnje? Zar je umestno da se povlačimo unazad tu gdje nas susreće vaskrsnuti Hristos i gdje ponovo kaže, vi ste moji svedoci. I vi imate zadatak da idete i da propovedate svim ljudima. Zadatak da svedočite, da naučite ljude, da ih krstite, da svedočite u mom imenu, jer ja sam s vama. Milje Gospodu, tu gdje se susrećemo svakodnevno kroz reč Božju, kroz koju nam Gospod govori, kroz prisustvo i delovanje njegovog Svetoga Duha, gdje se susrećemo sa Hristom, tu ne možemo ostati indiferentni, tu ne možemo reći da ne možemo učiniti nešto dobro za naš narod, za naše bližnje. Ne, sigurno ne mi sami po svojoj sili, ali Gospod koji je u nama i koji je s nama. Taj koji kaže, kao što je mene Otac poslao, tako i ja šaljem vas. Pristupa i Gospod i kaže, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Gospod koji rasterećuje prvo straha i svih sumnji, je Gospod koji zadužuje za zadatkom da budemo njegovi svedoci. Svedok ne može da izvrši svoj zadatak samo rečima, uopšte ne. Niti teološkim, niti naučnim, niti jednostavnim, niti laskavim, nikako ne. Svedoku neminovno pripada nešto više, a to je pre svega i na tom mjestu vlastito iskustvo oproštenja svojih greha s Bogom, izvjerenja s Bogom kroz Isusa Hrista, sigurnost spasenja, konačno i sama radost spasenja, koja je ta pogonska sila, koja je ljubav Božja koja nas nagoni, kao što kaže apostol Pavle, mi koji smo poznali onoga koji je dao svoj život za sve i mi smo dužni kad i svoj život da damo. Dužni smo na njegov oltar da se stavimo, da na mjestu Hristovom svedočimo te iste istine danas, istine koje jedino mogu preobraziti čovjeka u našem vremenu, a to su istine Evanđelja, sam Hristos. Reč moja je duh i život, rekao je Spasitelj. I tu gdje mi govorimo reč Hristovu, tu gdje našim životom i našim rečima pokazujemo na Hrista, odslikavamo Hrista, kao što je apostol Pavle mogao da kaže Galačanima, ja sam napisao Hrista pred vašim očima kao razapetoga. Tu mi u Gospodu izvršavamo taj uzvišeni zadatak Hristovi svedoka. A ta reč je dovoljna. Reč rečena o Hristu, reč posvjedočena primjerom života je dovoljna da savlada to tvrdo ljudsko srce, da
Vlast je taj tvrdý kamen da ga promeni i da ga oživi. Jer kao što je rekao taj rimski kapetan, Gospode, kaži samo jednu reč i moji sluga će biti živi. Tu smo pozvani da tu jednu reč, Gospod, Spasitelj, kažemo i posvjedočimo. Jer Hristove reči koje je rekao, idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ništa drugo ne znači u osnovi, već budite moji svedoci rečima i delima. Ne trebamo se zavaravati. Ne radi se ovdje o nekakvom posebnom obredu koji bi svojom tajnom, skoro kao što nekada ljudi misle, magičnom silom prouzrokovao spasenje i namoroženje. Ili kao što neki misle uče bio kruna i garancija spasenja, ili kao što neki kažu pečat i pasoš vrevo do mene. Radi se o svedočanstvu većina, svedočanstvu i kroz krštenje značenjem. Delom jednim činom kroz koje je potvrđujem na najbitniji i najjasniji način šta znači za mene ustanie u razapetog i vaskrskog Hrista. Zašto je krštenje svedočanstvo? I kako je krštenje svedočanstvo? Kada je ono svedočanstvo? O čemu ono svedoči? Krštenje svedoči samo po sebi, čin krštenja bar po dve osnovne stvari. Prvo, da na taj način priznajem da sam grešnik, opterećen grehom, prožet, skroz na skroz, u svojim mislima, osjećanjima, celom svom biću. To je prvo svedočanstvo o vlastima i grešnosti. Naravno, to je isto tako i reflektuje se kroz svedočanstvo o tvojoj grešnosti, moj bližnji, o tvojoj grešnosti, moj brat i sestro. Drugo veliko svedočanstvo u samom krštenju se sastoji u tome, ono svedoči, ali Bog me očišćava od greha. Ne tim činom krštenja, ne tom vodom, velikom ili malom masom vode, na ovaj ili na onaj način izvršeno ili izvedeno na mene. Ne materijalnim sredstvom koje je pritom upotrebljen, već krvlju onoga koji je umro na krstu Golgotskom za mene. Verom u to Hrista je tajna mog očištenja i spasenja. Zato krštenje kao vidljivi čin svedoči, ja grešnik nalazim izbjerenje s Bogom kroz mog posrednika i spasitelja Isusa Hrista. Tako može i nem čovjek, tako može čovjek koji ne može da kaže dve reči zajedno i jasno, može da posvjedoči svoju veru i takvim načinom kada se usta u Boga. A Gospod je dao veliko obećanje da taj ko se u njega usta neće biti izmeren. Gospod je rekao veliku reč, meni se dade sva moć na nebu i na zemlji. Još za vreme Hristovog života, primjenog raspeća, pitali su se starešine i vođe izraelske, pa ko je ovaj? Ko je dao tu vlast i moć da izriče oproštenje greha ljudima? Jer je Hristos rekao i više puta. U jednoj prilici je rekao, sinko, opraštaj ti se gresi tvoji. Oni su bunčari negodovali. Bili su nezadovoljni, rekli su, ne, to je samo stvar Boga. Ne znajući da je Bog među njima, ne znajući da je Bog na delu kroz svojega sina. Taj isti Hristos sada ovdje kaže, ja sam taj koji svu moć na nebu i na zemlji ima, da menjam tebe čoveče, da te očistim, operem, da te pripremim, opravdam kroz svoju žrtvu i tako učinim novim stvorenjem u sebi. Jer Gospodu, neka mi ova poruka iz našega teksta značila za nas da smo pozvani, zaduženi od Hrista, da budemo njegovi svedoci. Ponavljam, ne samo rečima, već i delima, primjerom naših života,
svedočanstvom i dokazima šta Hristos znači za mene. I neka nas Gospod u tome blagoslovi. Amen. Mi ćemo ustati sada. Veliki si slavan, Gospode Bože naš, pred čijim obličjem stojimo i sada po tvojoj velikoj milosti i ljubavi. Jer si nas pozvao sebi, da nas učiniš novim stvorenjem, da se proslaviš ti, Gospode, koji si dao svoj život na krstu Golgotskom, da bismo mi kroz veru u tebe imali večni život, imali izmirenje sa Otcem, imali to veliko pravo da budemo tvoja deca, da budemo naslednici tvojega carstva, a tako i tvoji svedoci. O Gospode, mi molimo da nas ispuniš silom svojega svetoga duha, da bi naš život zaista bio na svedočanstvo mnogima koji su oko nas. Da bi tvoja crkva, da bi ova zajednica primjerom svoje aktivnosti i ljubavi i svedočanstva rečima i delima bila svedok po tebi. I blagoslovi ih u tome. Pomozi svima nama, Gospode, da možemo ispuniti zadatak u vremenu koje si nam poklonio, a mi ti pre svega zahvaljujemo za vreme milosti koje nam daje i sada. I mi ti donosimo, Gospode, pred tvoje sveto obličje i predstavnike naših naroda u našim republičkim državnim vlastima, u razumi i vodi ti, bude njihov savjetnik i jačaj da mogu učiniti tvoju svetu volju. Pre svega, Gospode, bude ti strah u njihovim srcima pred tobom, kao svečnim stvoriteljem, kao sudijom svih ljudi, ali kao milostivim Bogom. O, molimo, Gospode, pogledaj na sve one koji se trude da učine dobro delo prema svom narodu, pravi pre svega o tome da nađu tebe i da te poznaju i priznaju kao jedinoga živoga Boga. Jer će se pred tobom skloniti svako koleno i mora će priznati svaki jezik da si ti jedini Gospod kojemu pripada slava, hvala i čast i sada i u večnosti. Amen.
изпратено до црквата во Австралија. To благодарно pismo е преведено исто така од македонски на англиски јазик и читањето на англиски и македонски писмо ќе го прочита практиката за тоа го покажам. Macedonia Evangelical United Church, Melbourne, Australia. Reverend Keith Whitford and Brother Andrew Bunty. Dear brothers and sisters in Christ, I am old and bound. I am full, having received the things which were sent from you, and adore of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Philippians 4, verse 18. With this letter of gifts that were sent to the church in Collection, and that is electronic organ from Brother Andrew Bunty, an amplifier, 2 loudspeakers, 3 microphones with stands and accessories. Sent by Macedonian United Church in Melbourne, Australia, are received and are already installed for use during the celebration service 100 years since the foundation of the church. In the name of our whole church, we would like to express our deep gratitude for your noble sacrifice. May God bless you for that. We are pleasantly surprised with your presence, and we joyfully like to use them for the glory of God, as we are told by the psalmist in Psalm 150, verses 3 to 6. And all that we see, your great love towards us, love that binds us, and in which we feel you as a part of us. We hope that our contacts will continue. Yours in Christ, Pastor Pavel Collection, 17th of June, 1990. До Македонската обединета црква Мелбурн, Австралија, проповедник Кит Whitford и брат Андрю Банти. Драги браќа и сестри во Христа, добив се и имам изобилно. Се пренаполнив со блага, кога го примив од вас испратениот дар, кој е мирис, благопријатен, жртва пријатна, благоугодна на Бога. Филипјаните 4, стих 18. Со ова писмо сакаме да ве известиме дека вашите испратени дарови до црквата во село Колешино, електрична оргуља од брат Ендрю Банти, појачало, 2 звучника, 3 микрофони со постојан и прибор од Македонската обединета црква во Мелбурн, се пристигнати и се веќе поставени за употреба по повод свечената богослужба 100-годишнината од основањето на црквата. Од името на целата наша црква сакаме да ја изразиме нашата голема благодарност за вашата благоугодна жртва. Господ да ве благослови. Ние сме пријатно изненадени од горе наведените работи и со радост сакаме истите да ги искористиме за славење на Бога, како што ги вели и псалмистот во Псалм 150, стихови 3 до 6. Преку сето тоа, ние ја гледаме вашата голема љубов кон нас, љубов која не скрзува и преку која ние не чувствуваме како дел од нас. Се надеваме дека нашите контакти ќе продолжат и понатаму. Ваши во Христа, Евангелско-методистичката црква село Колешино, Македонија, Југославија, проповедник Павле Цеков. Село Колешино, 17 јуни 1990.